Државното земјоделско земјиште треба да оди во рацете на вистинските земјоделци, луѓе кои го обработуваат чекор по чекор со конкретна стратегија и цел во развојот на одредени ретки култури кои државата ги субвенционира. Меѓу неколкуте земјоделци во Виница кои цели 10 години интензивно вложува во нови насади и е корисник на 140 декари државно земјоделско земјиште е Симеон Захариев, регистриран земјоделец кој започна со лозови насади, а од неодамна одгледува и бадеми и вишни. Имам засадено лози со лозов насад. Имам засадено околу 2,5 хектара. Бадеми 4,2 хектари и вишна околу 2,2 хектари. И има уште празен простор. Инвестициите на Захариев се секојдневни, бидејќи секоја нова култура бара соодветни услови. Од бадемите и вишните профитот допрва го очекува, а од откупните цени на лозјето не може да се пофали, бидејќи во една цела деценија цените не мрдна во нагорна линија. За профитабилност лозјето е најстаро, меѓутоа гледајќи знаеме сите цените на производа е многу дискутабилен, нестабилен, нема организиран откуп, не ти гарантира никој, се сме оставили сами на себе. Бадемите ми са млади, уште оваа година имат род нешто, па ќе видиме како ќе биде. Не знаеме што ќе биде профит, колку ќе биде, ќе видиме. Во старт само околу 5000 евра само како насад. За работа рака околу 500 до 1000 евра, тука нега релативно зависи од луѓе како што од има окупување околу него. На територијата на општина Виница во моментот под насади со бадеми се околу 9 хектари, а годинава се зголемени субвенциите за потигнатите насади наместо 28.000 денари по хектар, а одгледувачите ќе земат по 33.000 или 3.300 денари по декар засадена површина.